Добро утро на сите, добро утро на сите малешевци и на кои што не следите. Се наоѓаме моментално во Шварцвалд, најубавиот планински дел во Германија. Мене лично да ви кажам, тоа е едно патешествие кое што малку ме посеќа на нашата Малешевија, на нашето Берово. Пребогато со шуми, пребогато со пасишта, средено, чисто, убаво. Денеска се договориме со нашинецот, со нашиот малешевец, мојот пријател, близок пријател Коле, бидејќи тој работи во една фирма тука, каде што нон-стоп шета по преубавите предели тука низ Германија, да се прошетаме и да ви ги пренесеме убавините токму од тука. Еве како што можете да видите тука прекрасни убавини, предели. Се движиме на кај Шварцвалд. Инаку Шварцвалд е едно од најубавите предели во Германија. Национален парк во Баден-Витенбург. Еве го и Коле, нашиот. Поздрав за сите. Се возиме со него и решивме да ви пренесеме малце од овде. Многу ме посеќа на Малешевијата, на Берово. Утринско возење. Малце, ако имаме среќа, ќе го погледнеме из Гресовицето, ако може да го фатиме, ако не сме касно стигнали, ќе се види точно из Гресовицето горе како сонцето изгледа. Прекрасно овде, како што сите гледаат. Шума, зелено, чисто. Планински села, убави. Тука се вози 30 исто, не? 30 да е камерата, гаш од десна страна што почетува. Ето тука има камери, титка, нешто 30 ли сме повеќе, сликате, правите. Убави куки, направени, традиционални, се зачувуваат автентичноста уште од старо време. Во срцето на Шварцвалд. Прекрасно место, инаку малце да се нашалиме за Котробан. А дали има тука Котробан, Коле, да ни каже? Прекрасно нешто, место за Котробан. Поздрав за нашите котробанджии. Ние сме познати крај по котробани, по дрва, сечени и тие работи. Поздрав голем за сите наши котробанджии. Многу шума, многу се има тука, това е идеално место. Сега последниот тунел во нашето патување. Ова е последниот тунел што треба да го поминеме, веќе два поминавме. Иначе може и каде нас така да се направи, насред шума, тунел. Како изгледа тунел во Германија. Дъкле е тунел? Не, Не, бе. значи го поминем за 2 минути. Се е средено, гледаш означено. Чисто. Саме посича, че думаме малку на Малешевски, на Беровски, посичаме кога се връщаме од Виница на каде Берово, избегнени кривини и направи се таков тунел. Може там да се пробие тунел да се пробие, че се Јака тоа е. зашпара многу километри и многу маки.
тия кривини нагоре, къде нас ще ги има от Виница за Берово. Може даден тунел таков да се пробие. Ама, ще би рекли доле, къде нас няма кой да краде. Да. И сега тук почнува вече официално още по-шума да има. Още повече да реча котробан. Котробан некој тука и мало, ама одмах пресечат дрвото. Едно пресечат, 10 посадат. Едно дрво пресечат, 10 посадат одмах на лице место. И многу ретко и сеча има и се. Повече купуваат дрво. Я това е, што викаме ние доле, каде нас, ние сечем нашо, купуваме готови производи от них, они ни откупат дрвото и после ни продадат, они го това обработат и после ни продадат доле маси и столове каде нас. И рекичка убава, чиста. Това е една от притоките на реката Лофенбург што мине. От тука почнува като брегалница, што е да речеме каде нас у Малешевијата. Това е една от притоките на реката на Кинзик Лофенбург што поминува. Многу убаво, чисто место. Планината се чува тука, пасиштата се чува, шумите се чува, животните се чува. Не, сега ако имаме среќа, тука трябва да поминеме. Обично има самалето да минеме. Има сърнички, диви кози. Ако имаме среќа, може да ги видиме. Тука са от десната страна, пасаци са балето. Ако имаме среќа, да ги видим, от секогаш ги нема. Ако имаме среќа да ги сретнеме, да ги видиме, че би дошли по-убаво. Е, тук един парцик за дрва. Пила на некоја тука, ама даски се. ама ни бучини ништо, а нон-стоп се. Нема, това е тука, се е средено, се е направено като треба. Е, тука по-нагоре исто имаме една сепарация за песок. Исто тука правят. Иначе што е интересно тука, кад што можех да разбера, кад што можеја да ми кажат, Јаколе, песокот тука не се вади од реки, каде нас. Точно. Песокот се крши от карпите и се прави 100% чист песок. И от него се правят после двојка, тројка, ситен песок, едър, шумак, се што треба. Реките си ги чува, нема тамо извадување на песок или тамо нам, за да не дое проблеми со поплави, со такви работи. Прекрасно, многу богато место со шума. Слично като Берово. Горе-доле нешто така, да. Шумски предел голем. Еве, фабрика во срцето на Шварцвалд, средена, дотерана, чисто, елегантно. Ја некои дрвца тука, некои чакми. Котробанджии. Тие са модерни котробанджии. Модерни котробанджии, да. Е, уште една камера тука имаме, што контролира сообраќај и праши честитки на шоферот од дома. Што е това тука, некоја фабрика или? Фабрика за производство на модерни бандаши. Многу големо бе. Големка е. Е, сега тук уште Сред малце, шума. после фабриката, кај што треба да поминеме, ако имаме среќа, ќе ги видиме срничките. Некогаш са срнички, некогаш диви кози. Сега ќе видиме дали ќе имаме късмет. Е, гледаш тук от страната за велосипеди, велосипедска патека направена. Е, да, што сакав да кажам, насекаде, значи покрај патиштата има поставено велосипедски патеки, клупички, секаде, и вон каде идеш од селата, и од градо, низ градо, за велосипеди и електрични тротинети на секаде. Посебно за велосипеди тука. И това може да се пренесе и каде нас.
Јале, убава ливада, нагоре као одиш на каде границата, јале ба, гледе исто. Ја уште Исто. контрабанџи тука. Да. На каде Клепало кад се оди, пат е исти. Пат е исти, само што И нема на каде толку равна дупки. река. Што Да. нема толку тука. Да, тука ни една дупка, ни шумата, се направено, се мазно, арно. Ја на кај Клепало. И равна река, де. Јале ги козичките, диво кози се Диви сега, кози. јале ги од десната страна, те може да се видат. Слободно си пасат, никој не ги закача, никој не ги дира. Питоми се, като питоми се, не са диво, Да, диви да, ти. да. Там горе гледаш у најлон спакувани балите со сегното. Ќе доа ќе ги дигнат утре друиден кога има време. Клинчарски нешто пише, ама не мога да го прочита, он е инако шумар е он, знае ги сите предели, Клинчарски на кој дел те подсичат, това тука бе. Ти од си прошетал по нашите предели, знаеш ги, гледа. На кај дворишче или на кај Клепало, туа некаде. И јас сам секој ден тука по тие Шварцвалд Поздрав. патеки. Поздрав Клинчарски, поздрав до сите. Поздрав и од мене. Идеално место, братио, зимај чуко и на тука доди, Клинчарски. Торбето и чукои, а чука тука трупци. Петка немашо. Убавина. Сега тук уште малку ќе влезнем во едно друго попатно градче. Ја ка се копа песок, това е тука значи. Това е го пред нас Ридо. Ја това е сепарација за песок. Ридо е направен на базамаци, на скали и од него копаа песок. Реките не ги чепта. Гледаш како го Ја го прават пес. ситен песок. Значи двојка, тројка шлунак, ја таму имаш па шлунак. Да. Значи ја од туа се прави, од реките не крши се камено и песок се прави. Точно. Јаш тука мрежа е турена узгоре за заштита, за не дај Боже да падне некој камен, некој одрон, Некој животно. некој животно исто, да. Мечки имале тука кој? Има и мечки, и вци, диви свињи, срни многу има исто. Треба да се пази со срните, они се заштитени. Ако удариш, не дај Боже, срне, мора да пријавиш, да дојат да слика. 300 процедури. Треба да се пази ефтер. Исто ова е тука од десна страна депонија за метал. Тука некој што носиме метал, кипаме. Сега уште малце влегуваме во едно попатно градче. Град или село? Градче ле? Градче. Планинско градче некое. Градче. Ка се вика? Шрамберг. Шламберг. Шрамберг. Шамберг. Шрамберг. Исто како сите помаленки градчета, и тука имаш се што ти треба. Ја одма навлезове автохаус за продавање на поли, на такви работи, маркети, еден до еден, фабрики исто. Не ти треба, значи, до градот да одиш за се си има, болници, се има. Не ти треба у големите градови ништо да одиш, тука се има и у помаленките градови се функционира. Се е средено, дотерано, направено. Што не ми се аресува, има камери многу за сликање, за сообраќајот да контролира, ако водиш брже ти слика, ама на некој начин така се воведува ред. Иначе, 80 шукадар Ја милиони колку са жители бензињето? живеат тука, ако нема ред, ќе биде урнемс. Ја на камерата од десната страна, Ја това са камери тука. и това ако возиш брže повеќе са тука од 50, фотографират и ти стигне дома на адресата. Честитка. Честитка. За 8 март, Is за es нова etwa година. gewandelt? Честитка за 8 март. Ти стигне
Ја сана тука нагоре исто па продолжуваме още по Шварцвалд. Убаво градче, маленко. Наши има ли тука? Наши имаш? Има колко искаш. Секаде ни има. Тука има колко искаш. Секаде ни има. Македонците секаде ни има. Ја, убаво средено, маленко градче. Исто музейски град има един-два музея тука по-големи за стари коли, за рачни саат, изработка на рачни саат има музей. Тука сега баш на този семафор сме на разкръсница, дека се оди за Ротвайл, за Зиген, за Велинген, Швенинген. Меđутоа денеска нема да одиме ние за Велинген, Швенинген, тука сме уште малку понагоре. И в гората влазиме. И се вращаме назад. Аха. Сега тука да изкачиме кривините нагоре е много убаво исто. Ни шумата одим, така ли? Да. Добро. Средено местенце, гледа. Туристичко место, дека има шума, таму кај е средено се. Ценат си ја природата свето тука, вложуваа многу во ресурсите што ги има, убавините. И битно е многу, оти са културни свето, ама има и големи казни. Државата не е се ние што викаме државата. Не е се до државата повеќе и до културата на светот, да ти кажа, кога ги гледам тука на самите германци, да се понашаа за разлика од нас. Јас за това многу пати викам, треба да можеш тука да се интегрираш, да го прифанеш това општество тука в кое живеат, да станеш дел од него, само така, че можеш тука да успееш и да профитираш. Да можеш да гледаш на некој начин да се уклопиш у този систем тука, што го има они. Јас сам тука нагоре уште малку почнува и остри кривини. Убаво е, гледа се Шрамберг од згоре. Како што рековме, рейсови има нон-стоп, поврзаност меѓу соседните градови, исто като у Офенбург доре каде нас што е. За тие што нема возачки. Не, знаеш што исках да те питам, например, државата е таква што има ригорозни казни за тие што искаат да уништуваат природа, да фрлаат џубре. Точно така. Државата нема опомена по нив, кад например каде нас дека ни текне, там фрламе џубре, создаваме депонии, создаваме, сега сме туристичко место, планинско место, најбогато со шуми. Точно. Тука државата е многу ригорозна, казните се огромни за тие што фрлаат џубре, што прават диви депонии, така речено, кад кај нас што ги вика. И за това ги нема. Точно така. Тука гледаш секој си порача кој има по-голема количина на џубре дома да изфрла, порача си контейнер, поднесеме го контейнер дома, јави се кога е тој, земеме го, однесеме на депонијата. На депонијата си има селекција, градежен материјал на една страна, џубре на друга, дрво на трета и после на табока со се това се па препродава и се преобработува. Але сега сме пани с шумата. Сега тука сме. Чуваат популарните кривини по Шрамберг. Шума, значи по-популистно за това си вика и Шварцвалд. Значи црна шума рече на македонски. Сега се изкачуваме високо. На колко метра е това надморска? Повече од 1000. Над 1000. Повече од 1000, ако не и повече. Пребогато со шума, пребогато. Пребогато. А и пречисто. Това ме аресува. И чисто. Общо цела Германија, овде по Баден-Витенбург, насекаде е чисто. Благодарение на едната од нашите фирми, пак да ја изрекламираме фирмата. Да, треба. Да. Он работи иначе Колефов, една фирма, голема фирма, што се расправија со селектирање на отпад. Собираме џубрето. Собира го, ама во големи континери. Многу камиони има модерни и преработува го това џубре и од него се печалат пари. Џубрето собираме, значи приватно џубрето го собираме од приватно
по домачинствата го собираме и од фабриките. Имаме големи преси, контейнери, кои ги носиме по фабриките. И ние сме една од поголемите фирми што се занимава со собирање на џубрето. Тука сме по тие кривините сега. А џубрето не се фрла тука? Џубре тука фрлање нема, кога фрлиш ќе запомниш. Џубрето е најголемата Казна. добивка. А не, за това што го преработувате, мисля, това што што го така. преработува, да го снамдах тука од птичја перспектива, дека може да се Одиме нагоре. Градчето од озгоре го гледаме. Што е тоа? Брица има јасики има ли? Има јасика, има бор, има бука малку, се е мешано, повеќе е бор, Повеќе е бореле. Црнак има ли? црнак и белак. Каде нас. Аха. Сега тука може да се види, гледаш. Дел е обсечено и е одма посадено ново. Да. Отпорни цидове се направени од таа страна, кај со мрежи, со камен, за да остане како што треба. Тука трупци, Едно се отсече, 10 се посадат точно така. и по потреба се сече не е за кад ти текне така. Ако Има смета си некое одредена дрво, бројка колку таа година треба да се пресече и дека да се пресече. И одма дека да се посади. тука станува и студено малку, знаеш? Пошо сме до да пучиме парно. Не, ако арно. Од тука сме веќе баџи височко и моментално сме. Тука е 10 степена сега температурата. Пошо сме горе на Шварцвалд, високо у шумата. Тука мора да го поздравиме, сега пошто сме живо, моето другарче Зоки Докторо, с компанијата, он е моментално в Македонија на одмор. Тука съм му обещал да го довода, сега ќе види точно на Малешнет, на портало. Зоки, братио, поздрав до тебе, голем. Ја тука ќе те довода, обещал съм ти, последниот пат немахме време, беше на брзина. А да знаеш, од тука ќе те довода, обещал съм ти. Убаво да си поминете доле у Македонија. Като Берово 2756 да сме. А, Напред така, патуваме низ времето. Горе доле. Да. Така че е ке нас, дечки. Таа година, така че е. До тога и така че ќе спираме душа. И така си правиме муабет с другарчето тука. Викам, гледай, викам, колко е убаво, викам, слично на Берово, бе, викам, това е бе Берово, викам, ама друга година. Од Виница до Берово с тунел се оди, нема кривини, од Струница. Пат е за Ротвайл, надоле за Синген, за по-големите германски градове. Ние не одиме за Ротвайл денеска. Тука сме до Валт Мосинген, едно маленко селце речено. Имаме тука една странка да завршиме и се вращаме назад. А француската граница од тука колко е? Од тука е далеко. Далеко е, леа. А од Офенбург е Од Офенбург е близо. близо. 15 минути, 20 минути со полот. Ама Швајцарија е поблизко, еле? Од тука. Не, Не, еле? и Швајцарија исто тука далечко. Значи од каде нас од таму, од Офенбург е. Офенбург е се близо. Интересни места има. Може некои пракси од тоа да примениме и доле. Ќе пренесеме. Важно за чистотата и за природата им е на прво место, за това се и успешни. Не гледаш сега влази во градов, чисто, средено. Работа има колку искаш. Работа има колку искаш за тие што искаат да работат. Колку искаш има работа. Сите са добре дојдени,
Германија отворена за сите. Ајде, поздрав, па гледаме се. У наредно патување. Да. Поздрав на сите и убав ден да имат. Шварцвалд Райзе по џермански речено.